Се префрлуваме во трето вклучување во Гостивар, каде што е денеска нашата Кате. Од таму навистина интересни разговори со говорници кои што верувам дека ќе имаат и оние кои што се подготвени за овој разговор да споделат интересни и приказни. Така што Кате, ти се заарни во Гостивар. Супер! Да. Очекувано дека ќе биде Се супер. наоѓаме во Така и да Се наоѓаме во салата каде што Добро, повели. Повели Кате. Да. Значи, кошаркарски клуб Гостивар 1954 или 1954, ако така повеќе ви одговара. Заедно со мене се двајца браќа близнаци, гостиварци. Сега кога го победија работнички, ако сум од Скопје, сега што да правам? Гостивар си е Гостивар, морам денеска да навивам за нив. Да. Ренато и Роберт Димитриевски. Само за нас ова утро дојдоа, се обликува во дресовите на својот кошаркарски клуб. На крајот и ќе навиваме заедно, ќе слушаме како изгледа тоа кога гимиџиите навиваат од трибините, ама ќе ни кажат тие самите како започна вашата приказна, Роберто? Со кошарка? Воопшто? Да. Па раните почетоци беа уште од 12 на 12 годишна возраст. Почнавме тука во Гостивар, во младинските школи. Па се од тогаш па до ден денеска активно играме кошарка за Гостивар и исто во младинските категории имаме доста голем успех, што се пренесе сега и во првата кошаркарска лига во Македонија. Да. Како е да се биде дел од кошаркарски клуб Гостивар? Па да се игра за својот роден град е прекрасно чувство. Пред своите навивачи да ги браниш броите на својот роден град е, мислам дека најпрекрасно чувство. Гостивар има традиција и на ниво на цела Македонија на секој надпревар салата е преполна. Навистина, така беше и со работнички? Да. Така е со работнички на секој надпревар. И што беше тоа што вие победивте со толкова разлика? Што беше што имавте некоја посебна цака, имаше нешто што ви кажа тренерот дека треба да го користите во знаеше многу добро за екипата работнички како се посмевате, се ова е точно? Па добро ја започнавме сезоната, имаме сега веќе 3 победи поред. На второто место сме моментално, играме добро и бевме подобар противник на надпреварот и заслужено победивме. Да. Супер. Се согласуваме? Точно, да. Секако, да. Точно. Точно. Вака ова близнаци, па тој кажува, вие само додавате точно, е така? Па сега тоа што да. Да, кога е приказната таква за двајца браќа близнаци, тогаш тој ја раскажа некаде, нели како одело, така, двајцата одевте секаде каде што треба, од младински па до до сега. Ете така, да. Како е да се биде во Гостивар, каков е животот? Па убав, спортски, Што значи убав спортски? Имате пријатели и меѓу македонците, и меѓу албанците, и меѓу турците, знаеме дека е оваа средина во која што сите функционираат. Па да, мултиетничка средина каде што секој со секој се дружи, секој се почитува и сме навикнати подолго време сме. Ама како ви кажат луѓето се иснафи некако, нели? Нема проблеми. Да, па нема проблеми сега. Сега секој си живее по свое. По свое, да. Така е, да. Добро, кога сме кај кошарката, кои се плановите на двајцата браќа близнаци? Останувате верно да го штитите Гостивар или можеби сакате и надвор од Гостивар да ви се случи нешто? Па за сега остануваме тука. За наредни планови на крајот на сезоната, секогаш приоритет ни е тука да играме за нашиот град, па ако има некоја шанса да играме надвор од државата, секогаш убаво да се смени, да се направи нов предизвик. Не го прашав вашиот брат близнак, кој ви беше идол кога раставте? Зошто баш кошарка? Па идоли сме имале многу. Да, од телевизија што сме ги гледали. Ајде, кој? Прв? Може од Предраг Стојаковиќ. Може. Зошто баш тој? Па не импресионирал со неговата игра, со тројки. На која позиција играта, браќата? Бек и крило. Бек и крило. Не знам јас многу не знам многу во тие спортски, ама јасно ми е што тоа правите. Така, сега кога сме кај тоа, колку дома се зборува за спорт? Зборувате нонстоп за спорт?
Па, прилично, да. Прилично, таа тема е на дневен ред, да, на прво место. Добро. Кажи ми, вашите родители веројатно се многу задоволни и срекни, така како гледат. Знам дека во репрезентацијата, така како беа Дамјан, така Војдан и нивниот и третиот брат играше кошарка, но овие двајца останаа и ми беше мене многу интересно да ја запознам нивната мајка која што родила тројца, нели, браќа, така, тројца синови кои што станале кошаркари. Какво е чувството да веројатно вашите родители би ми кажале посоодветно, но веројатно се горди на вас? Па, веројатно, да, горди се, да. Како што кажавте, и подобро и тие да кажат, но сигурно дека да. Кога сме кај исхрана, кај сите можности ги има тука, така, сите можности ги нуди кошаркарскиот клуб за посебна исхрана како кошаркари, како спортисти. Има тука одличне кеј, видов са бајле луѓето спортуваат, има луѓе кои што трчаат наутро. Тоа како да тренинзите, како оди вашиот спортски дел на активности како професионалци? Па, во текот на една недела ние дневно тренираме 2 пати сабајле и навечер. Така да, после првиот тренинг, секако дома треба да се одмори измеѓу двата тренинга, па после следи вториот тренинг. И секако треба да се внимава на исхраната за да бидеме посвежи и да имаме повеќе енергија, за да бидеме спремни, затоа што за викенд ни се надпреварите, сабота или недела, и тоа е главното. И кога сме кај викенд, кого очекуваме следен и дали ќе го победиме? Па да, еве, утре пак играме во Скопје. Во Скопје сега? Против Ангели. Тие се дојдоа сега во прва лига и се надеваме утре на добар надпрев и повторна победа против Скопјани. На наш терен утре. Добро, и за крај ново линковско вклучување. Имаат тие една химна од Ареа, можете да ја видите, но тука имаме еден господин кој што е, како да речеме, водич на гемиџиите и можеме да слушнеме само дел од она како изгледа да си гемиџија и да си на трибини. Одиме. Ние сме гемиџи, ние сме најаки, за Гостивар навиваме и животот го даваме. О, Гостивар, ајде победи, победи ти за гемиџи, твоите најверни. Поздрав до навијачката грума гемиџи. Браво, супер. Ете, се одјавуваме со ова убава пење. Дали сме задоволни? Поздрав од тимот на утринската до навивачката група Гемеџи, до овие прекрасни млади кошаркари, успеси се разбира и тука сме да ги следиме сите оние понатамошни, како што кажавме, успеси кои што ќе им се случуваат во нашата утринска програма. Кате, следен пат пријави дека имаш високи гости, кран да пратиме, за да не ти биде тешко правењето интервју со толку високи спортисти, така ли? Ми требаше столче на нив ништо. Да, фора ќе беше столче, ама ајде следна прилика. Голем поздрав. И остани утре во Гостивар, затоа што ви се придружувам јас таму. Ќе имаме добра караоке забава, веќе кога спомна како се забавуваат во Гостивар. Ете покана со Наум, преспите таму, па утре ќе се дружиме заедно.